Гледате Проверено. Јас сум Сашка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија, а со колегите се подготвувавме на тема меритократија. Еве на што точно мислиме. Како се станува директор во државно претпријатие? Или кој одлучил дека нема друг поспособен од бабата на Драги Рашковски за одборите и комисиите во кои е бирана? Или кому му текна, токму Лазар Еленовски, да биде специјален представник во НАТО? Кој станува функционер или директор во јавниот сектор? Способните или подобните? Јас еднаш прашав дали Зоран Заев и Кочо Андјушев, кои имаат свој бизнис, своји компании, би вработиле барем 5% од овие што ги ставаат на разни функции. Проверено истражуваше колку е транспарентна власта во вработувањата во јавниот сектор. Кои се изговорите на владата да ги крие од новинарите биографиите на одбраните функционери? Јас не знам од кога CV-то на еден директор на јавна институција, и тоа толку значајна институција, представува лични податоци. Но одговорноста има име. Проверено открива кои се министрите во владината комисија за именување, низ чии раце поминуваат сите предлози за нови директори и членови на управни и надзорни одбори. Ако го погледнете последниот извештај на Европската комисија, ќе видите многу добронамерни критики и совети за новата власт водена од СДСМ. Но неизбежен е впечатокот дека за разлика од претходната, оваа влада нема да може да се извлекува со изговори во име на стабилноста или безбедноста, доколку навистина не испорача реформи и не покаже заложби дека правната држава сепак ќе успее. Фокусот е во ресторирањето, во обновувањето на институциите. А од каде да се почне, ако не од администрацијата? Каква треба да и биде администрацијата, сите заеме? Независна, непартиска и во служба на граѓаните. Но дали е тоа така? И дали партиската рака на СДСМ посегна по јонака кревката администрација? Маја Јовановска. На почетокот на годинава, нов директор на државната фирма за пренос на газ, Гама, стана Александар Арсиќ. Тој по професија е наставник и пред да стане директор, предава 2 стручни предмети во средно училиште во Куманово. Арсиќ бил и советник во Советот на општина Куманово, но она што е клучно во неговата биографија е дека е член на Централниот одбор на СДСМ. Ако се анализира Централниот одбор на партијата, од вкупно 115 членови, речиси 80% имаат раководни функции. Дел се министри, заменици министри, градоначалници, советници на премиерот, а најголем дел се директори на државни институции. Ова се само неколку примери какви се функции добија првотимците од СДСМ. Според главната уредничка на Фокус Јадранка Костова, изборот по партиска линија покажува дека продолжува традицијата и партијата и натаму е најдобрата агенција за вработување. За жал и оваа владина гарнитура покажа дека администрацијата, управата им служи како поле за партиски вработувања, за задоволување на малите коалициски партнери, да се вработат, да се ухлебат на државна сметка. Така што на овој план нема промени, за жал. Јас се прашувам, например, чуму се 50 и кусур советници на еден премиер? Како ги, например, ако тој има советник за странски инвестиции, зашто служат министрите за странски инвестиции? Второ, ти имаат и партиски органи, тела носат одлуки, во министерствата имате исто стручни луѓе. Така да, овие сите тие советнички места ги сметам да се задоволат поситните некои лидери на помални партии, но и една чуда такви партиски кадри. Јас еднаш прашав дали Зоран Заев и Кочо Андјушев, кои имаат свој бизнис, своји компании, би вработиле барем 5% од овие што ги ставаат на разни функции. Дел од кадровските решенија предизвикаа силни реакции во јавноста. Почна со назначувањето на Дарко Лешовски за председател на Струшките вечери на поезијата, а кој во исто време беше вработен и во секторот за комуникации во владата. Под притисок на јавноста, тој се повлече од позицијата, а на крајот на минатата година се замена и од владата. Лешовски беше еден од шарените револуционери, кои добија место во новата власт.
Костова вели дека е поразително тоа што секој кој што излезе на улица и протестираше против власта на ВМРО ДПМН. За возврат очекува столче во пренатрупаната администрација. СДС беше 11 години во опозиција и на локално и на централно ниво. И тие беа толку испостени, нели, се чувствуваа репресирани, дека ВМРО ДПМН е секаде со своите кадри и слично. Кога дојде до промена на власта, за мене разочарувачки по социјалните мрежи, секој што излегол на улица сметаше дека треба да биде некаде вдомен, да добие работа, сето тоа нели на буџетска сметка. Значи, некој излагал, се борел и очекува вратка за тоа. Од сите избори, најмногу врева крена именувањето на советниците на премиерот Зоран Заев, Љубе Бошковски за советник за странски инвестиции и на Џезаир Шакири за советник за безбедност. Првиот и покрај критиките остане на позицијата, а командант Хоџа се повлече само неколку дена по именувањето. Според новинарот Исен Салиу, има оправдување за одредени одлуки на власта, но само ако се земе предвид на високата цел, а тоа е решавање на проблемот со името и брза интеграција во НАТО и во Европската Унија. Вака дел од јавноста го протолкува и бракот од интерес на владата со партиите на Амди Бајрам и на Миндух Тачи. Кој ќе го најде? Ловцијата Амди Бајрам, Зајко Кукурајко, се крие у шума. Како ќе го уловам? Еве, мои граѓани, морковот ќе му го покажам и ја ќе го уловам. Само да ти кажам, тука сума ако треба нешто... Можеш да ме бараш за што кажи. така мене? А? Тука сума ако треба нешто кажи. За се. До смрт. Таквите компромиси може да се оправдат само со големи одлуки и значајни одлуки за луѓето. Мислам дека таквиот прв компромис беше направен кога Заев се одлучи за коалиција со ДУИ, со партија која претходно беше скоро 10 години коалицион партнер на Груевски и на ВМРО. Партија која беше со ВМРО и на 24 декември и во многу други ситуации кои што беа штетни директно за СДСМ. И треба да го имаме предвиди, да ја имаме предвиди нумеричката состојба во која се најде политичката сцена после изборите од 2016 година, кои навистина наметнуваат вакви комбинации. Меѓутоа, јас пак ќе кажам, ако сето ова не заврши со некоја голема и значајна одлука за граѓаните, за државата, тогаш мислам дека ќе се зајакнат сомневањата дека се прави за тесен политички интерес, а дека граѓаните се повеќе ќе ја губат довербата во политиката во Македонија. Новинарката Менче Точи веќе 2 месеца чека одговор за образованието на директорот на Агенцијата за лекови Роберт Бекировски. Таа во март доставила барање до владата да ја одговори дали Бекировски ги исполнувал условите од огласот за директор на оваа институција, а тоа е дали има магистратура и докторат од областа на фармацијата. Точи се сомнева дека младиот 29 годишен директор ја нема потребната стручна подготовка. Од генералниот секретар Драги Рашковски добила одговор дека биографијата на Бекировски представува личен податок, чие откривање би значило повреда на заштитата на личните податоци. Од кога CV-то на еден директор на јавна институција, и тоа толку значајна институција, представува лични податоци. Решив да одам до крај институционално, да видам до каде ќе ме однесе патот. И поднесов жалба до Комисијата за остварување на правото за слободен пристап до информации. Тоа беше некаде во средината на април. Јас и денеска немам одговор од Комисијата никаков. Во меѓувреме председателот на Комисијата си поднесе оставка и пред да го снимиме овој разговор, еве свежо, добив одговор дека тие не постапуваат по жалбите затоа што немаат председател, нема кој да одлучува, комисијата не се состанува, практички оваа комисија не функционира. Директорските позиции секоја влада досега ги делила согласно уделот на партиите во владиниот колач, па така актуелните функционери во најголем дел се или од СДСМ или од ДУИ. Однапред се знае
кои места се безицирани за ДУИ, кои се за СДС, кои се за некои други помали партии, а вие одите со оглас, и то огласот станува фарса, затоа што вие однапред знаете кој ќе биде вработен на тоа место. Граѓаните се свесни дека сето тоа што се ветува не може да се оствари, меѓутоа ни најмалите очекувања во многу сфери не се оправдани, не се исполнети. Сите сакат да најдат на некој начин своја заслуга повеќе во тоа. Во главниот проблем што не очекува, тоа е проблемот на решавање на името, без разлика дали се во транспорт, дали се во економија, дали се во здравство, сите сакат да се прикријат за своите неуспеси под тој чадор на решавање на името. Долго најавуваната реконструкција, која ја најави премиерот Заев, ќе опфати не само извршната власт, туку и пониските ешалони. Новите функционери ќе треба да ги заменат лицата кои по една година владење имаат слаби или никакви резултати во работењето. Кој ќе седне во функционерското столче, а кој ќе отпадне. Дел од граѓаните се уште имаат висок праг на толеранција во очекување на решение на спорот со името, но голем дел, иако на владата и даваат подршка во меѓународната политика, сепак се разочарани и според нив, без реформа на партиите и на јавната администрација, владеачките партии натаму ќе бидат како огласник, од каде ќе се црпат најголем дел од вработувањата на државна сметка. Именувањата на менаџери во јавните предпријатија и јавните установи, како именувањето на членови на управните одбори и надзорните одбори, со причина предизвикаа незадоволство во јавноста. Како што бива, одговорноста секогаш се префрла на лидерот, а и тој самиот гледаме ја превзема на себе. Но одговорноста има име и уште нешто поважно, таа е утврдена и во законите и во процедурите. Како се бираат државните функционери? Проверено ви ги открива имињата на министрите кои седат во комисијата за именување во владата. Оние луѓе низ чии раце поминуваат сите предлози за именување и разрешување. Да ги погледнеме. Ви интересирали зошто токму Лазар Еленовски стана амбасадор на НАТО во Брисел? Или кој одлучи како бабата на генералниот секретар Драги Рашковски е најсоодветна не за една, туку дури за две позиции во комисии и управни одбори? Како болнички референт станува менаџер во државна лотарија? Или како поранешни новинари, асоцирани со политичката и бизнис спрега од претходната власт, стануваат советници на министри? Одговорите кои може да ги дадеме на овие прашања се многу. Најчесто се криви партиите, државата, лидерот, но одговорноста секогаш има име и презиме. Во планот 369 владата вети длабоко реформирање на администрацијата со цел таа да е непартиска, ефикасна и да им служи на граѓаните. Вети е транспарентно вработување на менаџерските позиции и во управните и во надзорните одбори. Но од почетокот на превземањето на власта од страна на СДСМ, овие избори ги пратат скандали, па проверено праша. Како навистина се прави тој избор? Кој одлучува, кој предлага, кој именува? Прашавме во владата. Тие не упатија да ја посетиме нивната веб страница. Па почнавме од записниците од владините седници кои сега се јавни. Проект за кој владата беше многу горда и вети дека таму ќе може да се види транспарентноста на дело. Но не и во делот на кадровските политики. Ако поминете преку сите седници на кои што се дебатирало за кадровски прашања, по таа точка ќе видите само информација дека се дискутирало за кадровски прашања. Ако видите пак избор на одреден функционер, таа информација со ништо не се разликува од она објавена во службениот весник. Само ќе дознаете кој е одбраниот, но не и како дошло до тоа, токму таа личност да биде избрана. Прашавме како се доаѓа до изборот и дали може да добиеме транскрипт од владините седници. Транскрипт не може, но не упатија на деловникот на владата. Иако во јавноста одговорноста за сите скандалозни именувања и разрешувања најчесто превзема премиерот Зоран Заев, сепак според деловникот и процедурите, најголема мог да именуваат и да разрешуваат имаат министрите. Тие можат да предложат најмногу луѓе на високите кабинетски функции, директори во државни предпријатија и јавни установи, нивните заменици и членови на управните и надзорни одбори. Според член 101 од деловникот, министерот поднесува предлог за именување или разрешување,
на државен секретар во Министерството, директор на органот во состав на Министерството, директор на јавно предпријатие, јавна установа или јавна служба каде соодветното Министерство врши надзор, членови на управни одбори јавни предпријатија каде соодветното Министерство врши надзор. Додека председателот на владата поднесува предлог за именување и разрешување на генералниот секретар и неговиот заменик, директор, односно заменик на директорот на самостојниот орган на државната управа и секретар на секретаријатот за законодавство. А за сите предлози постои нешто што се вика комисија за именување во владата. Неа сочинуваат министри. Сите предлози, согласно деловникот, им се праќаат ним. Тие ги разгледуваат предлозите, можат да вршат и дополнителни консултации доколку се јави спорен предлог. Без да се пратат материјалите кај нив, не може да има ниту именување, ниту разрешување. Владата допроверено го испрати списокот на министри членови на оваа комисија, низ чии раце поминаа сите решенија од кадровската политика. Решенија од кои зависеше и ќе зависи дали ќе имаме граѓански ефикасна и услужлива или партиско семена администрација. Во комисијата за именување членуваат како председател министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Членови на комисијата се и министерот за здравство Венко Филипче, министерот за финансии Драган Тевдовски, министерот за земјоделие Љупчо Николовски, вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, Казби Лика, заменик председател на владата за спроведување на рамковниот договор и министерот за животна средина Садула Дураку. Во последниот извештај на Европската комисија за Македонија за прв пат слушнавме и за еден нов предизвик – враќање на довербата во институциите. Ова прв пат се споменува во овој извештај во поглавието 10. Што тоа значи? Враќање на доверба во институциите не може да почне без опоравување на администрацијата. ЕУ како никогаш досега беше жестока во овој извештај по овие прашања. Да ги видиме нивните суштински забелешки. Само институции на кои граѓаните им веруваат се добри институции. Вака од прилика звучи политичкиот превод на потребата од градење на доверба во системот, за кој што многу зборува Европската комисија во својот последен извештај. Мора да се покаже силна политичка волја и заложба за да се гарантира професионализмот и независноста на администрацијата, особено во повисоките функции на менаџирање на институции. Мора да се почитуваат принципите на мерит, транспарентност и еднаква застапеност во духот на законите, се вели во извештајот. Меритократијата подразбира вработување и заснување на редовен работен однос, благодарејќи на квалификации кои што се проверливи. И најчесто тоа се технички пропишани квалификации, година стаж, одреден специфичен тип на образование и така натаму. Меритократијата кога ја спајаме со она што е чист појас, односно избори и именување на раководни структури, подразбира да за да се именува директор или член на орган на управување, член на управен одбор, член на надзорен одбор, член на стручен совет, ќе бараме да тоа именувано или избрано лице има некакви технички проверливи квалификации кои што би го направиле посоодветен да носи одлуки на чело на таа институција. А од изборот на раководните лица во државните институции и компании зависи каква ќе биде таа институција. Критериумите за назначување на високи менаџерски функции во институциите, јавните предпријатија и другите државни органи не се јасно регулирани и нема транспарентност на процесот. Владата мора да води по пример и да спречи регрутирање кое не е базирано на мерит, повторува извештајот. Партиите СДС и ВМРО во изминативе години исчуручија, да се изразам така, уште една функција, например заменик министер, која во европските држави по правило е професионалец. Тоа е константен, што би се рекло, министер во владата, а министерот нели се менува со промена на политичката гарнитура. Кај нас, заменик министер е да има, ако е министерот од СДС, заменикот да биде од ДУИ и обратно. И ние имаме како два министри, така функционираат. Но какви луѓе, такви институции? Партизирањето на институциите останува проблем. Постои широко распространета перцепција дека во последните години сите одлуки се политизирани, дека партиите имаат собственост врз државата, дека оние на функција имаат конфликт на интереси и ги мешаат нивниот официјален мандат со партиските и лични агенди. Јавноста мора да ја врати довербата, а за тоа да се случи, институциите мора да работат согласно државните интереси, порачува Европската комисија во еден од своите најсилни заклучоци.
Дефинитивно најсериозните забелешки на Европската комисија се за транспарентноста на постапките за вработување на државни менаџерски позиции во владата, но и во делот на именувањата во институциите кои се под надлежност на собранието. Комисијата бара одлуките за избор да се образложуваат на веб страниците на институциите. Значи, недостигот на транспарентност влијае на пад на доверба на граѓаните во начинот како се носат одредени одлуки, вклучително и на начинот како се избираат и именуваат носители на раководни места и управувачки органи. А до независни институции во кои ќе веруваме и кои ќе го почитуваат системот на заслуги, се почнува со демократизирање на партиите. Без реформа на партиската филозофија на екзистирање, дека тоа не е влезница за вработување, за функции, за разни бенефити, нели тендерчини или слично за оние кои имаат компании или фирми приватни, туку нешто сосема поинаку како што е во европски рамки. А меѓутоа мислам дека овде партиите тоа нема да го направат без силен притисок од Брисел. Ако ја земеме во предвид македонската економија, и ако ја земеме во предвид практиката или отсуството на практика на демократија во самите партии во Македонија, тогаш е тешко да се замисли дека било кој лидер би се зафатил со вистински, реални и суштински реформи во јавната администрација. Но, за да бидете вистински лидер, треба да носите и храбри решенија. Ние охрабруваме новата администрација да се зафати со работа и да се зафати со реформи. Јас сум Сашка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија. Јас следевте емисијата посветена на меритократијата или отсуството на меритократија во процесите. Останете со нас и следниот вторник на телевизија 24.